Прилепскиот фестивал досега понудил навистина многу богата програма изминативе години, учествувале познати джез музичари не само од Република Македонија, од регионов, скоро од сите земји, од Европа и е веќе позициониран на картата на значајни музички случувања и во Република Македонија и во регионот пошироко. Оваа година мотото на фестивалот е продукција, помош, промоција и поддршка на македонската джез музика, се разбира комбинирана со новонастанатата ситуација и предизвикот да се обезбедат и сите заштитни мерки, препораки од владата и од Комисијата за заразни болести. Мислам дека во двата предизвици како организатори успеавме. Значи имаме мерење на температура, носење задолжително на маски или визири на секој еден посетител. За секој онај што ќе дојде има обезбедено столче за седење на пропишано растојание според протоколите што ги дава владата и Комисијата за заразни болести. Се надеваме дека тоа ќе биде една успешна приказна од двата аг. Успеавме да составиме една одлична програма, тродневна, така да стартот е вечерва со премиерата на филмот Джезмен, формата како глагол на авторот Велибор Педевски, снимена е на повеќе локации и во Европа, во САД и во Македонија. Веднаш потоа настапуваат момците добро познати на прилепската публика, меѓутоа сега во состав наречен Джезинг под водство на Трајче Велков на труба. Утре вечер, на сам ден Богородица, ќе имаме два настапи, одлични настапи. Тоа ќе бидат концертот на Оливер Јосифовски и веднаш потоа ќе настапи Светлост. Добро познати и двата бенда, со повеќе Светлост се веќе со повеќе издадени албуми и се рангирани меѓу подобрите и во Европа. Фестивалот ќе го затворат два настапи, едните се Next to Silence, кој што и друг пат ни биле гостини на фестивалот и честа да го затвори сосема фестивалот во сабота навечер ќе го имаат андерграунд музичарите од Бернес Пропаганда. Оваа ситуација во многу наврати се покажа како добра под наводници за реномирање не само на македонската музика, туку и на македонскиот туризам, на македонските планини, езера, села и така натаму, да си ја запознаеме нашата држава и нашите сите квалитетни што ги имаме човечки потенцијал.